Синдикатите во Македонија како рогови во вреќа. По воредната средба во владата, по лична покана од премиерот Христијан Мицкоски до Сојузот на синдикатите и Конфедерацијата на слободни синдикати, двата лидери со меѓусебни обвинување дека секој од нив работи против работничките права. Лидерот на ССМ обвини дека КСС сакаат да го суспендираат општиот колективен договор за јавниот сектор, со што ќе се намалат работничките права. Меѓутоа, тоа што е лошо е што другите два синдикати кои учествуваа на состанокот бараат да се укинат одредбите од општиот колективен договор во процесот на растот на платите на вработените во јавниот сектор или да се стави општиот колективен договор ад акта во следниот период, што ќе каже дека нема да има примена на ниту една одредба. За општиот колективен договор, да, кажав, еве и во изјавата моја кажав, дека имав на едно срамна одредба за покачување од само 0,7% во јавниот сектор, тоа беше 2024 година септември. Знаете дека дента кога се потпишуваше тој општи колективен договор, баш поради тие причини ние протестиравме. Ваквите расправи и меѓу синдикатите ги стави во втор план двете значајни информации од средбата, а тоа е дека вработените во државната управа, освен правосудството, ќе почнат етапно да добиваат зголемен додаток на плата, почнувајќи од мај. Ние бевме договоривме да тие 30% додатоци на плата ги добиеме на неколку рати, ако можам така да кажам, во рок од 4 години, а покрај тоа, пак потенцирам, додаток на плата, не покачување на плата, а сите вработени во овие институции кои протестираа, секој мора да се добиваат усогласување на плата, дали ќе биде тоа со пораст на просечна, дали ќе биде со пораст со минималната плата. Втората важна вест е дека организацијата на работодавачи се повлекла од разговорите за зголемување на минималната плата. Меѓутоа, тоа што не е добро во целиот процес е што работодавачите во приватниот сектор, откако видоа дека владата го напаѓа Сојузот на синдикатите на Македонија, се повлекоа од процесот на преговорите за зголемување на платите и на вработените во јавниот сектор и се разбира се тргна од процесот за потребата од зголемување на минималната плата. Сепак Трендафилов кажа и дека владата не отфрла можноста за преговори за минималната плата.